Во следните 30 дена ќе почувствувате дека нешто се менува во начинот на кој ја доживувате љубовта. Она што порано ви изгледало важно, сега полека ќе ја губи својата тежина. Ќе почнете да барате нешто многу подлабоко. Искреност, сигурност и човек, покрај кого нема да мора да се преправате. Во последниот период, можеби неколку пати, сте се разочарале затоа што сте им верувале на погрешни луѓе. Тоа ве направило повнимателни. Научивте да не го отварате срцето лесно, но понекогаш токму тие ѕидови што ве штитат, ве спречуваат да ја препознаете љубовта кога ќе се појави. Ако сте слободни, следните недели може да донесат средба што ќе ве изненади. Нема да биде личност што ќе се обидува да ве освои со големи зборови. Напротив, ќе ве привлече со својата смиреност и искреност. Ќе почувствувате дека конечно не мора да погодувате што мисли другата личност. Ако сте во врска, доаѓа период во кој ќе сватите дека довербата е поважна од секоја расправија. Можно е да се отвори тема што долго време била премолчувана. Наместо да ја избегнувате, дозволете си мирен разговор. Она што денес изгледа како проблем, може да стане причина уште повеќе да се зближите. Можда е да почувствувате и силна привлечност кон некој што не сте го забележувале на тој начин до сега. Не брзајте. Некои чувства стануваат најсилни токму кога ќе им дадеме време да растат. Во овие 30 дена ќе научите дека не секој заслужува пристап до вашето срце. Но ќе сватите и нешто друго. Дека не треба секој да ја плаќа цената за старите разочарувања. Не дозволувајте минатото да ја затвори вратата пред некој што можеби носи искрени намери. Можно е некој да ви призна и чувство што долго време го криел. Тоа признание може целосно да ја промени сликата што сте ја имале за таа личност. Дури ако не знаете веднаш што чувствувате, не носете одлука во брзање. Дајте му време на срцето да ви покаже што е вистинскиот избор. Кон крајот на овој период ќе почувствувате и поголема сигурност во себе. Ќе престанете да се прашувате дали сте доволно добри за некого. Наместо тоа, ќе почнете да се прашувате дали тој човек е доволно добар за вас. И токму таа промена ќе ви донесе повеќе среќа и повеќе мир. А вистинската љубов никогаш нема да бара од вас постојано да се сомневате. Таа нема да ве остави да чекате трошки внимание или половични чувства. Ќе ве натера да се чувствувате сигурно, почитувано и прифатено. Во следните 30 дена не плашете се повторно да верувате. Не затоа што сите луѓе се исти, туку затоа што вашето срце заслужува шанса да доживее љубов што нема да ве исцрпува, туку ќе ве прави посилни, посрекни и помирни. И благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, subscribe, препратете се на каналот и секое добро до наредно слушање.